Почитувани медиуми, почитувани граѓани, почитувани љубители на богатата културно-уметничка програма која што ние како Фондација за култура и спорт под покровителство на општина Куманово, односно локалната самоуправа и советот на општина Куманово, ја организираме по повод празникот 11 ноември. Сакам да го образложам прво мега концертот кој што ќе ни се случи веќе во недела, што е за неколку дена, да не дојде до недоразбирање со оглед на самиот концепт на концертот. Има навистина многу изведувачи, преку 20, и многумина луѓе ме прашаа дали концертот ќе трае цел ден, затоа што не им е реално дека во концертот 3 часа може да се склопи ваква програма. Некако што пишува и на самиот плакат, концертот ќе започне во 20 часот на градскиот плоштад. Ќе се потрудиме да бидеме точни, за да не траеме до раните утрински часови. Планот е да завршиме накај 23:30 часот, што значи дека сите 20 изведувачи со нивните најголеми хитови ќе и се представат на кумановската јавност, односно на сите љубители на македонската музика. Ова е вистински пример за тоа како се поддржува македонска музика и како се поддржуваат македонски изведувачи. Сметаме дека ваков концепт на концерт не се случил никогаш претходно во Македонија и искрено се надеваме дека и останатите општини во иднина ќе го превземат овој концепт за некако големите финансиски средства кои се одвојуваат за ваквите настани да бидат сепак дадени на наши изведувачи, за да утре можат да творат и да пласираат квалитетна музика. Идејата е дека концертот ќе се подели во 4 блока, со тоа што првиот блок секако ќе го отворат локални изведувачи, истакнати музички имиња, но и нови, млади, амбициозни музичари, кои што ќе настапат пред кумановската јавност, символично како, нели, што веќе реков, локални уметници. Веднаш по нив ќе настапат и Наум Петревски и Миле Кузмановски во блок на фолк изведувачи, односно изведувачи на народна музика. За веќе кон крајот да се случи тоа финале со поп изведувачи, односно најпопуларните музички имиња во светот на популарната музика. Имаме дел од нив како што се Кукулеле, Тамара Тодевска, Владо Јаневски, Ламбела Баковски, помладите Антонија Гиговска, Лара Иванова и така натаму, да не заборавам некого. Верувам дека ги имате пропагандните материјали. Во случај да ги немате, може да ги посетите нашите социјални мрежи, односно Инстаграм профилот на Фондацијата за култура и спорт, како и сајтот на општината Куманово, каде што секогаш навреме се изложени ваквите работи. На крајот ќе завршиме со изведувачи кои некако големо внимание привлекоа изминатите години кога гостувале во нашите градови, во нашиот град поточно. Станува збор за Пајак, Сладкаристика, Два Бона и ДНК. Ке имаме еден бенд, во случајот Физ бенд, кој ќе ги следи апсолутно сите изведувачи кои ќе пеат во живо, и еден диџеј кој ќе ги следи сите оние кои настапуваат на матрица. Исклучително важно е да напоменам дека во период од 9:30 до 10 часот ќе се случи огнометот. Тоа секоја година го потенцирам затоа што постојат многу луѓе кои генерално се плашат од пиротехника, како и домашни миленичиња, за да ги поштедите од самата бука. Идеално е да ги дистанцирате додека се случува. Не би го знал точното време, меѓутоа во тие половина час би требало да се случи и огнометот по говор на градоначалникот кој секако ќе им се обрати на сите граѓани. Покрај концертот имаме и флаер со бројни културни манифестации, со што тоа го викаме ние ноемвриски денове, односно сите културни манифестации кои се случуваат во текот на месец ноември и културни и спортски се наоѓаат во флаерот што го имаме. Истиот е достапен на официјалната страна на општина Куманово, како и социјалните мрежи на Фондацијата за култура и спорт. Можете детално да ги погледнете. Дел од нив се и во поддржани од страна на градоначалникот и советот на општина Куманово преку секторот за култура кој што распишува секоја година јавен повик за истите. Така што посетете официјалната страна на општина Куманово, социјалните мрежи на Фондацијата за култура и спорт, селектирате некои од настани кои ќе ви привлечат внимание и ви очекуваме да присуствувате, а подоцна ги очекуваме вашите импресии. Ви благодарам.